Озаконување на корупцијата во медиумите и на голема врата враќање на методите на поранешниот премиер Никола Груевски за купување на уредувачката политика ќе значи евентуалното прифаќање на нацрт предлогот за измени на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, сметаат новинарските здруженија. Нацрт предлогот предвидува укинување на забраната за влез на државни пари во приватните медиуми, а државата не само што слободно ќе може да ги финансира, туку ќе биде и обврзана на тоа, односно на медиумите ќе им бидат гарантирани 0,1% од приходите во централниот буџет и половина процент од буџетите на 80 општини и град Скопје. Владата на СДСМ во 2017 година се колнеше дека ќе го искорени финансирањето на медиумите со државни пари. Поранешниот премиер Зоран Заев ваквиот начин на финансирање го нарече коруптивен и токму затоа забраната стана законска. Ги прекинавме владините реклами кои беа назначени од домашните и меѓународните фактори како извор на притисоци и контрола врз медиумите, а ќе ги објавиме сите досегашни трошоци за овие реклами. Новинарските здруженија се остро против предлогот за повторно враќање на државните пари во медиумите. ЗНМ и јаснавските здруженија се остро против овој предлог кој што е пристигнат во собранието и против секој друг предлог кој што на некој начин промовира државни пари за платени кампањи во приватните медиуми, бидејќи на тој начин може директно да се влијае во уредувачката и новинарската независност на медиумите. Оваа влада беше таа која што го укина тоа, бидејќи уште тогаш се обвинуваше за криминал направен во времето на режимот од 37 милиони евра, каде што со државни пари беа инјектирани во приватните медиуми со цел да се влијае на нивната уредувачка политика, и сега зачудува што истата влада се враќа на принципите кои што сама толку остро ги критикуваше. Ние мислиме дека едно вакво решение секако ќе нанесе многу штета во новинарството и на медиумската сцена и на медиумскиот пазар, бидејќи не само што ги промовира државните пари како мејн фактор во одлучувањето на медиумите, туку и дополнително создава непазарни тенденции во општеството, со што ќе влијае на самиот пазар во смисла на тоа дека ќе фаворизира одредени наспроти други медиуми. Зошто владата ова го прави? Ако го погледнете предлогот, веројатно може да се види дека тенденцијата е да се задоволат најголемиот дел од националните телевизии, од 5 телевизии, но во причините зошто тоа го прави не би навлегувал. Веројатно пак треба да се вратиме на старото решение, бидејќи на најлесен начин вака се купува уредувачката политика. Дека предлогот е класичен подкуп на медиумите, смета и Димитар Мицев, собственик на ТВ Виз од Струмица. Јас сметам дека ваквиот предлог воопшто не одговара за никој, освен на 5 национални терестријални телевизии, и доколку сака да го протнат ваков каков што е, сметам дека нема потреба од правење на законски промени. Едноставно нека одделат 0,1% од буџетот на државата и да им го дадат. Ова е класично значи подкупување на медиумите, затоа што на овој начин сакаат да ги придобијат. Новинарските здруженија не биле вклучени во ниту една фаза од подготовката на нацрт предлогот, ниту пак биле побарани од нив какви било насоки, па против овој предлог ги преземат сите мерки што им стојат располагање за тој да не биде прифатен. Во ниедна фаза немаме учествувано во изготвување на еден ваков предлог од едноставна причина што ние сме против ваков предлог и ние не би ни навлегле во материјална расправа за предлог кој што би фаворизирал озаконување на корупцијата во медиумите. Тоа е спротивно на нашите принципи. Се боревме за тоа во 2011, се боревме за тоа во 2015, остануваме доследни во 2022 година. Прво, секако ќе ги информираме со допис за нашиот став надлежните институции и странските амбасади за тоа какво е нашето мислење по овој нацрт предлог закон, и се надеваме дека сепак ќе надвладее разумот, дека сакаме да тежнееме кон европски вредности, а не кон некои вредности за кои што мислевме дека сме ги напуштиле. Тука сме да бидеме на браникот на она што се принципи и вредности. Значи, се она и штрајк, се она што може да биде корисно во моментот за да не се донесе еден ваков предлог, бидејќи на крајот губитници ќе бидат сите, најмногу новинарите, меѓутоа
од ова ќе изгубат и медиумите и државата, бидејќи ќе изгубиот својот имидж преку меѓународните извештаи кои што ќе стават во листата на земји кои што не се грижат доволно за вредностите што треба да ги застапуваат. Решение на проблемот со финансирање на медиумите според новинарските здруженија е формирање на национален фонд за медиумски проекти во кој ќе влезат сите медиуми и со квалитетни проекти ќе аплицираат за средства. Од владата се убедени дека нацрт предлогот ги поддржува барањата на новинарските здруженија и покрај нивниот јасен став дека се против укинување на забраната за влез на државни пари во медиумите пропишана со членот 102 од законот. Нацрт предлогот кој новинарските здруженија го немаат е доставен до координаторите на претеничките групи во собранието.